bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo. Да си во една позиција додека поправаш заби е тешко, арно, ама ако имаш здрави филтри како раздвижување на прсти на синтесайзер, например, пеење или спортување, тоа ти го олеснува живототекот. Ние зборувавме за едни други времиња, но не од она класично од темпора оморес, туку ги актуализиравме здравите капацитети на личноста и здравиот начин на живот, заедно со Теди Зеровски, кој што ни дојде тука. Погледнете и не заборавајте дека ако сакате да не почестите кафе, тоа можете да направите на платформата Buy Me a Coffee на линкот подолу. Акција. А нашава акција е почната со предконтакт, нема да кажуваме каде, моментално сме во таверна. Тука го имаме со нас Теди Зеровски, не го кажувам со цело име и презиме, ради што некако, знаеш, кога зборувавме со екипава, Теди е музичаро, а Зеровски е стоматолог. Добра дефиниција. Таа идентификација? Добра идентификација, добра дефиниција. Не сум размислувал вака, виж, да. Гледаш? Да. Одма те клаваме пред свршен чип. Добро. Како би се презентирал ти начелно, во смисла, кога ќе почнуваш да се идентификуваш од себе, тргнуваш секогаш од Теди како конкретно за овие две работи на кои си Види има една интересна приказка за ова Теди, значи Теди не е мое уметничко име. Теди требало да биде мое крстено име. Баба ми на мајка ми мајка, словенка по татко, модерна женска, уште од времето учителка по француски јазик и така. Кога сум се родил, рекла, ние детево ќе го крстиме Теди. Ама дедо ми Методија, стар прилепчанец, Зеровски, стара прилепска фамилија, почнал веќе во години, човекот почнал да плаче. И баба ми како помлада рекла, свате, немој ти да се секираш, ќе го крстиме Методија, а ќе си го викаме Теди. Така да не е ова случајно или уметнички или не знам како, туку е од раѓање, не е прекар. Или ова, така да. Значи било споразум измеѓу две култури и сентименталноста на дедо ти? Так, на дедо ми Методија, да, дедо ми татко на татко ми. Да. А бабава словенка шо е? Баба ми, односно мајка ми е битолчанка. Добро. А мајка и незина, односно баба ми моја Алма, по татко словенка. Така да многу гени измешани. Татко ми па по таткова линија старо прилепско семејство, Зеровски, а по мајчина линија роден во Власотинци, значи српска жица. Така да многу гени, многу работи измешани во приказката. Да, знаеш, по-ново, веројатно ти како доктор си поупатен дека што помешани гените, толку се почисти поубави. Па, има нешто сигурно. Од сите од тие гени по нешто си наследил генетиката и интересна работа. И се ствара една интересна комбинација на гени. Ова не го знаев, дека Теди ти иди од моментов дека така од старт ти е поставено. Мислев дека стандардно е како децава што се вика, знаеш, не може целосно да го изговори Методија, па ќе го вика Теди, па заради тоа. Добро било во Прилепи Менде, ретко кој од спортскава фела, постари што биле секојаш од мене ме викале Менде, не ме вика никој Менде, нормално. И освен кошаркарите моите бивши спортски другари, што беа постари од мене и така. Иначе Зеро нормално ме викале по презиме. А после јас си направив некоја аналогија на името и така му ја кажувам и на луѓето, ме презентирам се како Теди, значи Методи не е Тоди, туку е Теди, или Методија би било мече или Теди Беар на англиски, ако сакаш така. Така да има и таква аналогија во приказната. И јас сега поново така некако го поврзувам, макар што за сите, знаеш како бабите од секојаш, барем по мој впечаток, имале некој сенс за тоа што ќе биде пожелно, ама не да биде преистакнато. Типо на баба ми секојаш викала, ајбе крстете одете од Дуков, за џабе ќе се мачите Никола го крстете, сега од Дуков ќе вика. И тоа што не било од страна од кај што се прозивам Дуковски по татко ми, туку била другата баба ми по мајка. Другата страна. Така што, да. Зборувавме со тимов што да зборуваме. Јас имам многу работи што се интересирам
кај што рековме дека нема да чепкаме интимно, туку едноставно ме интересира и мене ме интересира филозофијата на живот, која што е твоја нешто што е впечатливо за тебе, што се гледа и што ја сам да го истегнам е тоа како изгледаш екстремно млад и што е она што те прави млад, така да ајде да не продолжувам, да почнеме од тука како основа, кој ќе речем вака филозофија на живот, кој ќе гледано за една целина, вклучително и за контекстот што не поврзува и тоа што зборувавме претходно, што е тоа што би го истакнал вака како филозофија на живење од типа на умереност? Па не знам, од аспект на ова што викаш, од аспект на изглед. Ако зборуваме од аспект на изглед и на изгледање, да, доста често добивам такви комплименти дека изгледам помлад многу за своите години. Тешко е да зборуваш за себе, јас можам да зборувам за мојот стил на живот, за она што јас го мислам. Значи, мислам дека и тука има генетика, која што е многу битна во случајов, но нормално битен е и начинов на живот. Да. Јас не сум пушач, не консумирам алкохол и покрај тоа што 30 години сум по кафани и во ресторани, меѓу другото и тоа ме е малце интересно на луѓето. И му е чудно како вика ти свирач, пееш, ретко има тако свирач што не пуши, што не пие алкохол и така натаму, не па некакво големи работи. Може да е до стила на живење. Од секој сум бил спортски тип, сум сакал да се занимавам со спорт, сум се занимавал на помлада возраст со многу различни спортови, ако сакаш можеме и тука да се најдеме, сите можеме да правиме. На многу поли на муавет, можеме да правиме муавет на спортско поле, можеме на музичко поле, можеме на научно поле, можеме значи на многу полина да правиме муавет. Значи не знам, склоп на генетика, склоп на надворешни фактори, склоп на некој начин на здрав живот. Можда склоп јас имам често навика да кажувам дека можеби од многу работење и немаш време да остариш, можда обратно од ова, дека како работиш многу побрзо ќе остариш, можда е кај мене пообратно. Откако знам, за мене работам по 2, по 3 работи за 30 години, така да можда и немам време за да мислам, да размислувам на старење и така. Тоа значи некоја комбинација на некој здрав живот. Немам на жалост време да се занимавам во моментов толку многу со спорт како што сум се занимавал порано. Ама мислам дека можам да препознам човек што се занимавал и на младост, човек што се занимавал со спорт, со било каков тип на спорт, можам да го разликувам од оној што никогаш не се занимавал со спорт. И како некоја моја, не знам, препорака за сите млади генерации би било да се занимава со било каков спорт. Во секој случај подобро, отколку да седиш и да гледаш во телефонот по 15 часа дневно, така да било кој спорт, не е битно кој. Јас сум се занимавал со карате долги години, сум се занимавал со кошарка долги години, скијач, пливач во тек на сезона за скијање и за пливање, на жалост ние немаме овде кај да пливаме. Уназад, еве, неколку гарнитури во градов, нели имаше се дури изгасна желба и иницијатива да се направи базен. Јас мислам дека е неопходна, колку што поминува годините, пливањето би рекол дека е еден од идеалните спортови, например, и за поодмината возраст и така. Дури моите внуки што живееа во Словенија, во нивното школо имаше базен. И голем е трошок за да функционира некој базен, или има загревање, имавме ние проблеми со базените во Скопје, а не па со базен во Прилеп. Ама то таму кај нив беше организирано, сите школи 1 или 2 часа неделно мора да има физичко и мора да има пливање. И значи сите партиципира во одржувањето на тој базен, нели, во дезинфекција, во грејање, така тој е голем трошок. Ама за град од 70-80 илјади жители да нема базен, мислам дека е жалосно и дека би требало да се инвестира во такво нешто. Од спортот ти кажав, значи сум се занимавал долги години со карате, долги години сум се занимавал со кошарка, после тоа нели дошле на ред во зависност од возраста, дошле бодибилдинг до некаде, па после дошол тенис до некаде, значи скијање, пливање, така да сум голем љубител на спорт. На жалост, во последно време немам баш многу време да се занимавам баш на директно. Секоја недела викаме сега ќе почнам, после ќе почнам, никако да почнам. А тоа се должи на жалост од преоптеретеност со работа, многу часови работа и имаш потреба да одмараш, немаш баш нешто многу време за. Освен ова кампањски во лето и во зим. Да.
колку и да ја балансираш работата, те зема во одреден период кај што целосно зависи од тебе и не можеш да се препуштиш на спортов. А спортови конкретно ги бираше по своја волја или по интерес на пријателите, другарите? Па не знам, јас ги бирав по своја волја. Заборев да кажам дека и 2-3 години пинг-понг сум тренирал. Заборев дека и 3-4 месеци дека и ракомет сум тренирал, и фудбал сум тренирал, ама тоа било многу кратко. Да. Во споредба со карате и во споредба со кошарка, значи карате 7-8 години добри, кошарка исто 6-7 години добри. Дури напоредно 1 или 2 години, после го батали в каратето, па продолжи со кошарка. И кошаркарската кариера, нажалост, заврши со завршувањето на средното училиште и со одењето во војска, после требаше да се одлучиш дали ќе се занимаваш професионално со спорт или ќе треба да почнеш да учиш. Јас нажалост одбрав факултет кај што требаше да потрошиш малку подолго време во учење, така да немаше време да тренираш 2 пати дневно и се определив на стоматолошката струка, која што не дозволува да тренираш ти 2 пати дневно кошарка. Имав една тешка сообраќајна несреќа кај што имав и скршен колк на релативно млади години, од 21 година, така нешто, така да отпадна од комбинација, да речем, ова спортската кариера. Само по себе се селектира. Од тоа имаше трајни последици некој во смисла или брзо? Не. Немав трајни последици, имав операција која што зарасна 3-4 месеци на штак и рехабилитација, ама и ден денес немам последици од таа сообраќајка. Да. Кој ќе тргнеме од моментов на целоисходна личност или целовита личност, кој ќе поставиш во смисла покрај спортов, што друго би клал во компилацијава, да речам, за да... Па дефинитивно дека музика би ја клале во комбинацијава, која што се провлекува исто, има фамилиарна генеза, значи се повлекува и од татко ми кој што свирел виолина и завршил музичко виолина, од мајка ми која што завршила музичко клавир. Меѓутоа јас нивното занимавање со музика сум го надградил на малку повисоко ниво. Тоа е валјда некоја посебна виуга која што имаш, кај што не ти треба ноти, она што го слушаш, седнуваш и го свириш. Ретки се тие. Значи има многу луѓе што завршиле музичко, што оделе на музичко, вклучувајќи ја и сестра ми, еве и мајка ми, ама свиреле по ноти. Татко ми бил слухиста, значи слушал и свирал на виолина, валјда таа виуга сум ја наследил од него. Иначе имам завршено нижо музичко, нели, тогаш се учеше. Нижо музичко 1 година припремно и 6 години клавир. Ама ова што дошло како музика после занимавањето со музика, значи јас од најрана возраст уште има една интересна анегдота. Уште како дете, 3, 4, 5 години се организираа тоаш фестивали. Јас го памтам и тоа како во магла, па ми купиле некој виолинче вакво малечко и сега вие него ни памтите тоа кино 11 октомври, кино работнички, па се организирале приредби на бина и така. Јас како 4 или 5 годишно дете имало некоја серија Бурдуш, јас сам и Рајко Животич и така и камионџи, тие серии беа тоаш интересни и јас со виолинчето, јас сам Рајко Животич, име ми е Рајко и така некоја приказка. И дедо ми гледал, овој рекол ќе биде овој свират, ќе биде музичар. Така да. Имавме клавир ние, нели во стариот стан кај што живеевме, клавирот беше од мајка ми, наследство. И уште од мала возраст, значи баш од музичкото, од секогаш била таа некоја, да речем, виуга, тоа е виуга, не е свирење по ноти, значи слушаш, седнуваш, го свириш нешто. Нормално прво со 1 прст, па со 2 прста, па со 3 прста и после како што се развива во времето, почнуваш да го свириш онака како што го слушаш, така и го свириш. Така да, што се однесува до музиката. Да. Никош не си се ослонувал по ноти, јас мислам дека тоа и до некаде избор, дадека неш апсолутен слухиста се раѓа, ама од друга страна па и сега си го споредувам да некаде и од моето искуство дека понекогаш неш ми треба да се ослонам на нотиве. Не. За да видам кај шо е. Не за значи за свирење на песни конкретно нова никогаш не сум гледал, не сум читал таблатури. Во денешно време нели имаш ноти, имаш таблатури на интернет и така. Секогаш по слух. Јас сум свирел по ноти и сум одел и на такмичења и сум бил перспективен пианиста и така натаму. И сум свирел и
и Шопен, и Бетовен, и Моцарт, и се што, меѓутоа тоа на времето кога сум модел музичко. Сега дури во денешен аспект не знам дали би се мачел да читам и да свирам нешто по ноти. Одамна не сум свирал по ноти. Да. Така тоа е интересен момент тука. Може да биде добро и пред камера и зад камера. Уствари, само тогаш е делото вистински добро. Студио 163 може да ви помогне да добиете добра реклама, филм или подкаст. Да. Пополека. Некако како ги движиме работите кои што те поврзува со она што го имаш како склоности, музиката и спорто, покрај професионалниот дел, пред да прескокнеме таму, знаеш како она што ми е интересно е, не би рекол музичка кариера, ради што многу формално би звучало, туку моментов како почна да свириш и по свирки и по тезги би рекол. Ова се случува негде, историјата, сега не знам точно да ти кажам, валјда 90-та година или 91-та година, иначе во мојата генерација 67-68 имаше многу музичари, односно има многу музичари. Посебно од нашиот град, значи во мојава генерација се заедно сме учеле музичко Дејан Кузмановски, во мојата генерација е Христијан Габровски, Ристо Бомбата, во мојата генерација е Борче Шабановски, значи ти кажувам истакнати, значи музичка, апла музичка генерација. Така да сите купува Дејан синтесайзер, Борче гитара, електрична тогаш, Ристо исто добар виолиниста беше, Христијан. И така, првиот синтесайзер 90-та или 91-та година едно играче, а после едно Casio се сеќам, цимери, односно не цимери, комши во зградата кај што живеевме беа Владко Плевнеш и Силван. Значи Силви бенд. Да. И како почна нешто по локали, од оваа перспектива гледано, малку ми е интересно. Значи јас сум свирил во најелитните скопски локали. Во тој случај таа година беше Чери казино во Лотарија на Македонија, горе. Да. И јас свирев од четврток до недела 4 дена. На едно Casio по 3 сати инструментална музика, што од денешна перспектива незамисливо. Значи со таков инструмент и баш Владко Плевнеш ми изнајмуваше едни, немав ни разглас, немав озвучување, едни активни монитори кавај и така почна таму. Овде во Прилеп. А чекај, за Скопски обделова дури студираш се случува? Дури студирам, јас почнувам да работам, да. Значи јас свирам уназад веќе преку 30 години, 32-3 години. Значи како студент и студирам и работам. Ова се дешава во некоја година, сега нема да ме фаќаш за збор. 90-91 кога беше Анте Марковиќ, не знам, дојде еден кризен период кај што докторите, односно татко ми, мајка ми, немој да ме држиш за збор. Дали 50 марки или 100 марки тогаш, јас тие 100 марки ги заработував за 4 дена во Чери казино, со 4 свирки. Така да беше интересно. Чери казино, живо ме интересира, што мислам дека е значајно да го доближиме, ради што е еден контекст на време кој што не можам да си го представам, знаеш. Чери казино беше во зградата на Лотарија на Македонија во Скопје. Центар кај Бикон се. Да, со дебел црвен теписон од едно 5 сантими со крупиеа, со менаџери, со питбосови, со обезбедување, со сите работи, значи беше многу интересно. И не е само Чери казино, после тоа слегува, јас сум прва музика која што свирала сам. Значи таму почнав да пеам, јас не пеев, свирев само инструментално. Значи прва музика што почнала да свири во Маракана. Маракана беше исклучително популарен уште скопски ресторан. И горе отворија најт клуб, кој што после понатаму премина во џез клуб. И Маракана е првиот локал кај што јас купувам едни праени звучници од еден мајстор во Скопје, Ицо, и една миксета кај што почнувам јас да пеам и да свирам истовремено. Ова зборуваме за некоја 92-3 година, јас уште на факултет, така нешто, отприлика. И после приказната продолжува добро, имаше овде, еве и таверна овде кај менде, значи јас кога се вратив во Прилеп, ова зборуваме 95-та година. 95-та година почнав да свирам сам во Стар Лисец. Имаше една кафана летото и некоја свирка дури овдека во таверна. Имаше еден период го завора, не, Фараон е 96-та година, веќе во Фараон почнуваме заедно со Рубин да свириме. И имаше еден период 90-та година, значи пак сме на тој првиот синтесайзер кај што свирев јас овде во Казабланка. Имаше ресторан Казабланка, неколку пати во Ројал,
Немав озвучење, немав ништо. Од оваа перспектива делува многу интересно и многу смешно, додиш да слушаш ти 4 сати инструменталки некој да ти свири. Така се свираше порано, без пеење, без ништо, што е незамисливо од денешен аспект вака како размислам. И понатаму почна да се развива детството кога јас се вратив во Прилеп. Не дека пред нас не постоеле Фластер Сити, постоеле музичари, еден куп, него јас мислам дека можам да кажам дека ние сме заедно со Рубин основоположници на враќањето, односно основоположници на клупската свирка во Прилеп. Како почна таа приказка? Таа приказка почнав јас, имаше еден локал, зборуваме сега за 96-та година, се викаше Фараон. Покрај река беше Фараон и Фараон почнав јас да свирам сам. Јас по вокација сум поп-рок. Значи поп-рок по можност или едноставно ми е да ти кажам, пушташ VH1 Classic, од 100 песни што да на VH1 Classic, ние сме свирали 95. Значи во таков процент. Да. И сега почнувам јас таму сам, имаше на прилепска група тогаш, јас дојден од факултет, завршен, ајде појдов таму и таму се запознавме со Рубин. Групата мислам свиреше забавно, појче народно и така. Ама со Рубин се пронајдовме на иста фреквенција таму и Рубин почна и со нив и почна и со мене да иди. Заедно во Фараон и така почна прилепската приказка за свирење по локали. И сега нормално ние бевме едни тогаш, што свиревме, мораше да интервенира и другиве локали, па почна во Прилеп да ида Силви Бенд, почна да ида Дуо Флеш, почна да ида Джоко Танески, почна да ида Маја Гроздановска Панчева, во различни периоди, значи различни групи и различни музичари, значи ние сме свиреле па можеби добри 10-15 години по 4 до 5 пати во исти град да свириш и да си актуелен, значи веројатно дека сме биле добри. Јас не можам да направам, односно можам да направам споредба, сега ќе звучам како стари што зборувам. Можам да направам споредба меѓу тоа време и ова време, кај што едва и во градов, значи имаме во еден или во два локали само во петок и во сабота, а тогаш борбата беше кој да земи студентската забава во среда. Од четврток до недела во 5 локали во Прилеп имаше жива музика. Пак ќе кажам во различни периоди, ние во еден локал, Силви Бенд во друг локал, Дуо Флеш во трет локал, Дуле и Коки во четврт локал, Маја Гроздановска во петти локал, Джоко Танески во шести локал, значи во различни периоди, не во исти периоди. Што од денешна перспектива моментално како што е незамисливо. Буквално, од моја перспектива. Ова е незамисливо на тоа што било тогаш со ова што е сега, нажалост. Секој град има свој дух и места во кои што го чува духот. Проверете го во Калинка, таму можете да го слушнете Прилеп што ви кажува за себе. Покрај тоа, сите се од тука проникнувале во смисла Маја Гроздановска, Силви Бенд. Добро, не си. Тоа било како база или се промовирале на Макфест? Не, Силви Бенд беа и претходно, и пред нас беа и Дејан и Пепи, да не ги заборавам така натаму, значи тие Банкрот Блуз Бенд, Гиш и така, значи тие си беали си држеа свирки во Скопје. А ние ја почнавме ерата на клубски свирки по кафичи во Прилеп. Да. Без притоа немате императиви за нешто друго во смисла фестивалска музика или не знам Евровизија или меѓународна сцена или снимање на албум, како изгледаше тоа ваша? Не, имавме ние авторска песна една. И една година бевме на Макфест во 98 година. Ама не знам дали проценката наша на пазарот сме заклучили тогаш дека ние сме мал пазар, дека ретко кој во Македонија може да живее само од музика и не знам. Одлучивме дека сакавме, имаше мислења да направиме 2-3 песни, не цел албум, за цел албум никогаш не сме ни разговарале и требаше да снимиме 2-3 песни. Дури имавме и платено 2-3 песни, ама не ги снимивме никогаш. Не знам, никогаш не сме осетиле таква потреба, барем не во тој период, затоа што сме биле премногу ангажирани. Сме биле ангажирани 4 пати, 5 пати неделно, значи 10, 15, 20 години поред, од 3 до 5 пати неделно, тоа е незамисливо и тоа што се свиреше по 4 сати. Тоа што се свиреше од 10 до 2 во зачадени простори или од 12 до 4 сабајле. Од денешна перспектива сега е малку променето. Се е променето. Да. За само 22-3 години има голема разлика. Мене ми е тоа како да било вчера, а уствари не било вчера, тоа било пред 25 години. Ама од денешна перспектива има многу голема разлика.
На жалост во лош правец. Како во смисла ограничени сме на ниво на славење, се воздржуваме или постегнати сме, поригидни сме? Што се случува? Не знам какви се. Вие сте биле посматрачи, учествуваш, следиш себе од високо, не си реактивно вклучен. Не можам да дефинирам што е сменето толку многу за ова нешто да биде толку многу сменето. Ама можам да ти кажам што се случило еволутивно од 98-99 година, за која што ти кажав, јас мислам дека е лани, а уствари било пред 25 години. Значи 98-99 јас првиот мобилен телефон го имав и тогаш излега 2000 година, кога отидов на специализација во Скопје. 2000 година немаше телефон мобилен до 98 до 99. Да. Ако ми требаше мене интернет некој текст, ако не можев да го извам сам, имаше dial-up конекција на интернет. И седиш ти во аптека, јас работам, чукаш на компјутерот и чекаш dial-up да проработи компјутерот, да ајде 2 минути 3-5 за да излезе текстов, за да го спуштиш текстов. Значи тоа било период кај што јас требало да седам 5-6 дена да програмирам една песна долу во изглед. Ти сега денеска имаш матрици готови, имаш готови фајлови, имаш се што сакаш, значи ти е достапно. Тоа е прво голема разлика. Јас ако сум сакал да свирам некоја песна, ми текнува сега на пример еден мој добри пријатели, да речам, работеа во Евроинвест радио тогашно во Липа горе. И конкретно ќе ти кажам All Night Long, песна од Лајонел Ричи, снимена 84 година за Олимпијадата во Лос Анџелес. Јас сакам да свирам All Night Long. За да добијам All Night Long, одам во Евроинвест радио и носам касета и ја снимаме, ми преснимува пријателов од еден дек на друг дек, за да имам јас All Night Long, за да можам да ја вежбам, да ја кинам, да ја програмирам, да ја свирам All Night Long. Значи ова не било многу одамна. Ова за мене било како вчера. Аз зборуваме за некоја 90 и некоја си 7-8, значи немаше CD. Ние имаме снимка кај што сме свиреле во Габијано, директно од миксета во дек. Значи снимено, дек е иначе касетофон, на касета снимачка. И после од касетава преснимено на CD за да го имаме на CD. Ова било само што било за мене, а уствари поминале доста години. На некој да му посакаш убав ден ти треба 3 збора и култура. А за со некој да имаш убав ден ти треба кафе, чаршиско место и пријател. Ако го имаш последното, во Оникс има убав прилепски ден за тебе. Зошто така се сменило се? Не знам. Се смениле генерации, дошла ера на мобилни телефони, дошла ера кај што се сменила музиката комплетно. Не знам јас овој стил што ти го кажав, VH1 Classic, во кој што ајде би ги набројал и латино стил, во кој што би ги набројал Ерик Клептон, Елтон Џон, Тото, Сантана, не знам локал и не знам публика на која што ние би му го презентирале нешто во овој момент и некој да те слуша. Сега е момент на строфа, рефрен, 30 секунди, сега е момент на нешто побрзо, сега е момент на нешто уа. Значи свирката наша била 4 сати, 4 блока по 50 минути по 1 сат. Тоа е свирка со 2-3 паузи, најчесто 2 или 3 странски блока, еден блок Ю-Про македонски или 2 со 2 блока, така нешто. Значи тотално е сменета публиката, тотално е сменет начинот на живот, тотално е сменет вкусот за музика, тотално е сменет, мислам дека никој нема трпение да дослуша, да ја ислуша цела песна. И така многу работи се сменети, ништо не е исто како што било порано. Али прелива, по мене некако прелива, знаеш, во која смисла прелива? Од аспект на се презаситува и то краткото внимание, се бараме нешто што е подолго, поцелоисходно. Ради што, знаеш како, еве, и Тото и Ерик Клептон, сега, во сегашно време, може да го преточи само дека се слуша, да речеме, во Сент-Тропе, се слуша во Мајорка, знаеш, ради што го нуди поднебиево само за да те остани во некое време кое што било многу поспокојно, а притом може да го реактуализира, ради што секогаш на работите, јас мислам дека е значено да ставаме простор за да ги реактуализираме. Сега, не знам, ради што тоа го начина некако и ме поврзува со моментов, дали работите што ни се достапни, зборуваме на генерациите кои што сега се двигатели,
ни прават да се оневозможуваме, знаеш, ради што кога имаш нешто што е пред тебе, кој што треба го оствариш и целосно зависи од тебе, да појдеш до радио во Липа најдоре, да го снимиш, при тоа бидеш фокусиран да видиш да не влета нешто во снимката, да си поангажиран и пофокусиран, да носиш снимкава до дома, да ја уклучиш и да се препуштиш само на тоа без ништо друго да дистрактира. А сега ти е так, едно думе и готово го имаш он. Може да и па нешто. Ради што некако мислам дека ги рипаме чекориве. Знаеш, баш што викаш, едно дугме и го немам цел процес, а не можеме да излеземе од тој циклус дека стварно треба да има последователни работи кои што идат, дека треба јас прво да ја земам чаша, па турам вода, па тек после да се напијам. Виж, добро размислување. Добро размислување. Има два начини на будење. Едниот е да се будиш со силна желба, да оживееш радосно денот, а другиот е да се будиш со желба да се вратиш што побрзо во кревет. И за двата помагаат New Age со нивниот асортиман на производи. Од тој аспект, така што мислам дека сами по себе се лимитираме. И сега како понатаму продолжи работата, значи од попровокација почнавме да свириме и други работи, значи како семејни веселби, како свадби. Тогаш релативно брзо влезе нашиот тречлен, Славко, како хармоникаш, кој што долги години е, да речеме, со нас и тој преку 22-3 години. Па тогаш, значи, влегоја во ова, рековме, ако е ова вака, ако веќе свириме вакви работи, ајде тогаш и ресторани. Кога се појави потреба за свадби, за такви работи, ако е така, ајде тогаш и дувач. Па влезе и се менувале дувачите, подолго време со нас е Љупче. Претходно биле други, двајца, тројца и така, и влезе и пејачки. И пејачките се менувале, така да и од овие популарни пејачки, да речам, кои што се моментално не страдава, долго време со нас биле Татјана Стефановска, па Адријана Ацевска, Кеш, па после и се уште со нас Јасмина Миленковска, значи пејачките битолчанки ни биле. И така еволуиравме до ова последна еволуција. Последната еволуција, како што еволуира работите, така се смене и за тој и невестите. Да? Да, сите во која смисла, па секој сака да биде посебен на некој свој начин. Секој сака во нешто да се истакне, да биде во нешто поразличен, да биде во нешто поинтересен. И така и почне да раста побарувањата, побарувачката за песни, сакаме ова, сакаме овој стил, сакаме онај стил и така натаму. Во меѓувреме јас почнав поинтензивно, мислам години, почнав поинтензивно, 20 години да се занимавам со стоматологија, нели? Така да последниве години на групата Дафор, која што и претходно постоеше, се приклучи Рубин. Така. После Рубин се приклучи мојата постара ќерка Теодора како пејачка, така да стана Дафор и Теодора. Па на нивнава група се приклучив јас и Љупче и Славко како хармоникаш и дојдовме до една компилација од 8 души, која што за сите тие побарувања може да одговори. Значи, со речиси секаков тип на музика и би рекол дека се споја младоста и искуството. Она што ни зафалило во годините, тоа е младешка енергија, нели, сила, комуникација со публика, го добивме во нашиве двајца, да речам, фронтмени, Даниел и Теодора, а ние како поискусни и како повака поверзирани, како нивна позадинска поддршка, подлогата, да, така да како вокално-инструментален состав баш на високо ниво, моментално за такви големи. И ја затоа тврдам, ради што имам слушано. На високо ниво, дефинитивно. Почесто, искрено, многу почесто ги слушам Дафор во смисла во по-тесен состав со Теодора, отколку Ивас, Арнома. Да, тоа е баш целокупно онак. Добро, јас сум ангажиран многу, па не можам да одам сега ретко кога во вторник, во среда, освен за стварно некои големи работи, како што беа во последно време имаше доста големи работи, корпоративни забави на нотари, на правници, на факултети, на универзитети и така натаму, кај што сум и јас присутен. Но, на жалост, моја работа секојдневно ме ограничува, па можам да бидам присутен најчесто во сабота или во недела, тие се присутни, ги има и ова што го кажеш ти, значи почесто можеш да ги слушаш нив без мене. Ето, а знаеш што ми се појави, дали не мислиш дека
социјалниот или ноќниот живот се пренаменува во корпоративен живот. Дешава ако направи споредба од тоа дека во 90-ти, цели 90-ти земено сте свирале 2000-ти и 2000-ти, да. Сте свирале цело време по 3-4 кафичи, дискотеки и ресторани. Сега се пренаменува дека исто се свири по нотарски забави. За мене иронично, не знам зашто од кој аспект. Ама за мене тоа е мој став, кој сака како сака нека ме осуди, но или пред новогодишни забави, пред новогодишни големи свадби така. Да. Дека само се менува динамиката од типот на ако во социјалата тоа било, не знам, че обезбеди стерна солидност или билја на некоја чајанка или игранка, сега корпоративниот свет во капитализмов нуди простор дека ете тие аранжира вечерва на забава за да ги почеста за годишница од формирање на фирмата, за предновогодишна забава, за не знам што друго 8 март и се менува во однос на тој дел динамика. Мене ми е проблем и не ми е јасно, не ова, секогаш имало корпоративни и такви забави, мислам ова, него зошто се менува ова секојдневно, што го кажа, што го имало од среда до недела, што го имало од четврток до недела, а сега го има евентуално и едвај само во сабота. Значи се преморуваме од работа, знаеш. Не можеш ти да имаш капацитет да работиш и по тебе земено. Да. Јас од мене тргнувам. Да. Не можеш да работиш 12, 13, 14 сати и после тоа да имаш време да се забавиш. И тоа ти бара не интензитет, туку бара сила, да, баш сила. Јас да можам да бидам присутен барем таму кај што сум да не заспиам на маса. Не можам, не знам, не можам. Се пренаменува во однос на тој дел, јас мислам. Дали е онлайн ера, не би рекол дека ера на немаштија, ние сите викаме, не би рекол дека е ера, сигурно има одлив, да, на млади, мама, не би се сложил дека е немаштија и дека е одлив премногу на млади, не можеш да одиш со кола, да излезеш, нема кај да се паркираш. Значи има народ, не е дека нема народ. Да. Дали сме престанале, односно, дали не знаеме поише да се опуштиме, да што кажеш ти, или да се забавуваме, или сме окупирани со проблеми, или со екзистенцијални проблеми во меѓувреме, или онлайн ера, или е корона ера, која што не научила дека можеме ние онлайн да се забавуваме, и онлайн да правиме музика, и забава, и онлайн да си рачуваме се, и онлайн да купуваме гардероба без да ја пробаме, или цело се тоа искомбинирано заедно, не знам зашто. Мислиш дека до толку се прелажавме дека контактов на Facebook што ќе ти пишам јас или што ќе му пишам на некого дека може да замени живиот контакт? Не знам, јас немам ни Facebook, немам ни Instagram. Да, тоа е интересно. Тоа што не пиеш. Имам. Вака ќе се чуди публика што ќе не гледа ради што многу често гостива од ова сезона што ни се погодија не пија, што е нетипично за социјално поведение и покрај тоа што веќе алкохолов го клава на ниво на психоделик, ради што ствара халуцинации, прави делириум тременс и се останато, само со не толку интензивна доза еве како произведените, да речам, други кои што ствара психоделија, што јас мислам дека до толку го прифативме на ниво кај што стана социјално пожелен и почудно е да не пиеш отколку што е. Така. Никош сум немал желба, не сум осеќал потреба. Не дека нешто сум се ограничувал или ова, едноставно не осеќам потреба, осеќам потреба за цеден сок, да, од калинка, од портокал, од шумско овошје во секој време. Ама потреба за ракија или за нешто никош сум немал. Или за цигар или било што, не дека се чувам или се пазам од било што нешто, едноставно немам таква желба. Едноставно немам. Никогаш не се појавила. Никогаш. Ни од аспект дека не знам во мозоков кислород доволно нема да ми иди ни на никој на ниво когнитивно. И во наше време било во исто. Значи да го следиш стадото. Да. Она што го прави стадото, ти си член на стадото. И за да припаѓаш негде, значи ти мора да се прилагодиш на другите единки во стадот. Јас сум немал никогаш таква желба и таква намера да се прилагодувам на стадот. Да. Без да треба да покажеш нешто. Јас сум свој сам на себе си и сам одлучувам и сам одредувам, никој не може да ми наложи да ми. Да, па и тоа е најзначајно и тоа е тој интегритет до кој што сите се стремиме да дојдеме, знаеш.
За мене е специфично, во смисла кога и да ме видел и вика, чекај, ти пушиш? Јас од 2012 година по 2 цигари пушев денот и сум правил паузи по 6 месеци, сега пример не пушам 1 месец. Ради што немам јас потреба да ги откажувам, тука едноставно не купувам повеќе, не ми дошло да запалам и не чувствувам потреба. Така да во однос на тој можеме да разбереме, во однос на алкохол никогаш не сум бил обожавател, мислам дека тие работи ги стимулираме на ниво општествено и значање да го направиме како муабет, како излез од нешто. Може да е излез од криза, може да е излез од блага анксиозност, може да е од социјална непријатност. Припадност на стадото. Би рекол. И мене ми е интересно, вака седам и ги посматрам, нели, долго време по ресторански живот и по кафејчи, значи едноставно тебе ти треба цигара или ти треба чашата, во едната рака да ја држиш цигарата, во другата рака да ја држиш чашата. И едноставно психолошки гледано, веројатно размислувањето е јас припаѓам на стадово. Значи сум заедно со сите други. Така гледам тоа нешто. Или уште поназад ако мотаме, јас би рекол да ги потполниме дупките. Знаеш, имаме празнина сега во муабетов и ако зачутиме веројатно таа непријатност се шири. Така, и ова ми е другарчето и со ова сум така. Да, тоа сум покомпактен, по целосно. И покомфорен, знаеш. Да, и покомфорно се осеќам. Оти, знаеш, дупките реално сите дупки што ни се на тело, вклучително и духовните дупки во душата, да речам, мораме да му најдеме нешто да ги залечиме, додека не ги исцелиме. Сега, во периодот на залекување се појавува некои фластери, како што се и храната е пополнува на дупка на желудочна празнина, на обсесивна, на срцева, на устна празнина, на шо и да е, до вклучително до најекстремни потполнувања во смисла и алкохол и други се останања. Стоматолошка ординација доктор Караджовски ве подсетува дека долгата насмевка има два краја. На едниот ве чека слободната столица кај вашиот стоматолог, а на другиот одговорноста за вашето сопствено здравје. А вака споредбено, ако го поврзиме денешниот начин на славење со некогашниот, како гледаш ти од сегашна перспектива на тоа нешто? Па ти кажувам, многу се повисоки барањата. Многу се повисоки желбите, многу е повисоко желбата да се биде, да се направи нешто поинтересно, нешто поново, нешто уникатно. Значи, барањата се зголемени и на тие барања ти треба да одговориш. Секој сака да е интересен, што е нормално, јас го разбирам тоа некаде. Секој има различни интересирања, никој не е ист. Нели, некој сака едно, друг сака друго, трет сака трето. Така да, како би кажал, некако времето на класични свадби имам осет дека во урбаниве средини дека полека е на завршување. Значи, она класична свадба кај што ти имаш 3-4 сати народна музика и 1 сат забавен блок, мислам дека е на одумирање. Значи, сите овие нови генерации, млади генерации, вика, сакаме ора, ова ми е нешто многу интересно, од ора ти ја подразбира и народни песни. И тоа влегува во категорија на ора, сакаме ора, негде од 8:15, нели, првиот блок максимум до 10 сат. После 10 и пол сакаме журка до 1 сат. Значи, тука е малце различно од она старо време, нели, кај што она баш свадба. Свадбарски тераш едно 3-4 сати, па еден блок забавен пола сат. Тука би ја гледал вака најголемата разлика меѓу она што било порано и ова што е денес. Исто голема разлика она што ти го кажав претходно. Нема повеќе цела песна, никој нема трпение да слуша цела песна, строфа, рефрен. На тој начин свира голем број на групи и кај нас, кои што прифатиле нешто, она што дошло кај нас од озгоре. Така да, нели, кај нас... И ние се чудиме оти со хоров, пример, никој не слуша, знаеш. Тешко е да изслушаш. Време на брзо живење, да, тешко е да изслушаш, очигледно, тешко е да изслушаш цела песна. Да, според тоа, се некако се напушта традицијава, па зато се менува и трендов, или толку луѓе оформивме интереси, или толку се изградивме како различни, па сакаме да
Па не знам. Оформиме стил. Не знам како би го дефинирал. Стил, оти тој стил на прослава, некогаш. Така е. Верувам дека е тешко цело време да правиш нешто што те одвојува. Што да, дека е суперен што е на ниво на избор и секогаш ни постои тој избор. Само некогаш не го барале, туку само следеле. Знаеш, кој ќе следиш, само следиш. Само... Па и ова би го карактеризирал како следење, најверојатно. На нешто што ни е сервирано од друго место. И ние најчесто гледаме и следиме. Ама многу често следиме она што не треба. Прво го следиме она што не треба, после го следиме она што треба, нажалост. За многу работи. Да. Јас никош не можам да си поверувам, пример, како дојде да се свири по свирки, седимо за истим столом, шутиш ти, шутим ја. Таа песна, прво, нема никаква содржина, второ, испреча одвратна порака, што не смее да биде слушната. Сега видиш тука, покрена една работа која што јас многу често ја елаборирам со многу колеги, со многу газди на локали, со многу луѓе што ги организираат тие забави. За мене, имаш многу типови на свирки и многу типови на музика. Ова ти што го зачна сега. Значи, коктел свирка е коктел свирка. Најтклуб свирка е најтклуб свирка. Ресторанска свирка, староградска, е ресторанска свирка. Свадба е свадба. Значи, сето се ова различни типови на свирки. Не можеш ти, моментално, сите овие свирки компилација во сите локали. И коктел свирката, и најтклуб свирката, и свадба свирката, и ресторанска, това што го кажа ти шутим ја. Да, шутиш ти шутим ја, не е за во кафичка што се свири поп-рок. Шутиш ти шутим ја можда на свадба. Или во ресторан. Значи, секој локал, спрема мене, би требало да има одреден тип на музика. Ама моментално, пошто нема ни одреден тип на локал, не може локалов да биде и пицерија, и денски кафич, и ноќен клуб, и кладилница, и се во едно, и флиперница. И пак ја усуромашивме толку културолошки, кај што имаме толкава плејада на избор на култура. Во време на окупација, ние кога сме биле, не знам, или под турско, кога сме биле, имало француско влијание, па внесувале виолина на ваков начин, или хармониката малку поинаку ја разликувале, па италијанско влијание, византиско се повикувале на старо византиско свирење, канон, манон имале се живо и диво, а сега, кај што имаме толкав многу избор, ние да се држиме до нешто што е само површно, според мене. Знаеш како? Нека биде стереотипно, кажам. Значи, и порано имаше и такви локали. Вечерва сум расположен јас да слушам поп-рок. Одиш во локал кај што се слуша или кај што се свири поп-рок. Секогаш сум преферирал жива свирка пред музика од систем или од музика да ми пушта некој. Нели, жива свирка, колку и да е лоша, преска да го правевме. Интересно ми е ако е лошо. Поинтересно ми е отколку ако нема ништо. Значи, ако ми се слуша поп-рок, сакам додам во кафич кај што се свири поп-рок. Да. А не кај што е шутиш ти шутим ја. Ако ми се слуша шутиш ти шутим ја, одам во локал кај што се свири таква музика. Ако ми се слуша джез рок, да одам во локал кај што то ми се сервира, кај што се сервира джез рок. Ако ми се слуша добра староградска музика, одам во локал кај што се свири, кај што се слуша добра староградска музика. Ама на жалост нема паќе таква поделба, нема на жалост таква. Одиш ти секаде се свири. Во секој од тие локали секаков тип на музика, сето е нешто измешано и не ми прија во секој случај. Инстаграм звезди и мотивациони говорници денес го учат човекот како се живее здраво, но ретко тоа го прават градски продавници со она што им го нудат на своите купци. Моје пазарче го прави тоа во многу здрави бои. Да, само. Јас мислам дека тоа ние го извештачуваме како не дека некогаш нема да дојде на вредност, знаеш, како што пластиката некогаш ќе стани биоразградив материјал сама за себе, ради што земјата е толку голема да може да си најде механизам за чистење, или ќе стане некој елемент во периодниот систем, па по време, кој ќе ја забора со употреба, па ќе ја најде како нешто ново и ќе мисла дека од природата, а не од тоа што ние предходно пред 5000 години сме фрлале. Или че има податок, па затоа дека ние сме фрлале, па затоа станала дел од земјата, без разлика, мислам дека ќе се искористи како нешто што е корисно. Исто и за музикава, дека во одреден период се до тоа што се изгнасило, искварило, што вика србите,
дека по одредено време ќе најде некој свое место. Али има некои па и работи што не знам од моја перспектива па не се просливи, пример. Не знам. Вика дека Драгана Мирковиќ е таја што го клала синтесайзера во фолк музиката, па затоа настанал турбо фолко или Да. за Рамбо Амадеус што вика турбо фолк е палење на народот, во смисла дека турбо го запалуваш фолк народ, нели турбо па нешто што согорува и го палиш народот на некој начин кој што е неприроден. Тешко е веќе да дефинираш што е она турбо фолк, што е она што не е турбо фолк како назив и така. Не ми смета мене никаков тип на музика, ние свириме нормално, секогаш сме свирали, потоа сме биле познати по она што нас ни се бендисува. Не она што ни е натурано, не сме прифајчале, например, она што не можам јас да го презентирам или што мене не е бендисува, не можам да го свирам. Ретки се, сега не сакам ова да излезе како фалење, лошо е да зборуваш за себе вака, многу. Ретки се тие што подеднако добро свира и пее многу типови на музика. Тие што се забавњаци се на забавњаци, овие што се народњаци се народњаци. Ретки се тие што може да укомпонира повеќе жанрови во едно. Но во секој случај било кој тип на музика јас сакам и да свирам и да презентирам и слушам и исполнувам различни типови на музика со известна ограда, нели. Што се однесува до ова до турбо фолк, што е кич, имам ја свое видување за ова. Дали е нешто во кич или не е кич. Значи, ако нешто го консумира огромен процент од народов, ако нешто го консумира 90% од народов, значи не можеш ти за нешто да речиш дека е кич, или можеш да кажеш значи тогаш дека народов овој 90% е кич, што најверојатно не би бил во право. Така да дали е турбо фолк или е фолк турбо или нешто било како, она што го конзумира 90% од популацијата, ти мора да го прифатиш дека е така. Колку и да дискутираме ние дали за Драгана Мирковиќ или за Аца Лукас или за некои други што ти ги сакаш или јас не ги сакам и небитно. Значи она што го консумира 90%. Како дошло до таа работа? 90% од народот да го консумира тој тип на музика, тоа е веќе. Ова што го зачнеш ти културолошки. Да, како дошло. Од дистанца. Да се надеваме дека можно да постои дотолкаво колективно несвесно, паш дека му се засетил слухов, знаеш како што ни се засетуваше мирисот со коронава или што ни се губеше, мислам дека едно е факт. Мислам дека има криза музичка и на светско ниво. Да. Кај мене во ординација свири, дали ме потсетува мене на некое посречно време, дали ме потсетува мене на некоја музика што јас сум што ние сме исполнувале, или конкретно е да ти кажав VH1 Classic, 80s, 90s, од 100 песни машки што ода мислам на телевизија, на програма, ние сме свиреле 90% од тие песни. Небитно, пред некој ден баш дискутиравме за Трилер, дискутиравме за Били Джин, дискутиравме за Майкл Джексон. Па не знам дали ќе се сложиш, јас во денешно време немам слушнато таков албум, немам слушнато такви песни. Чат пат по некој ќе се појави, баш ова го дискутиравме. Не можам јас да кажам. Се појавил Бруно Марс. Се појавил, значи, добро. Чат пат се појавил некој Ед Ширан, се појавил некој, не знам, Џон Леџенд, се појавува чат пат по некој тук таму, ама такви вредности од тој карактер, како Майкл Джексон со еден албум Трилер, или на пример такви вредности како Тото со Розана, со Африка и со нивно ова, јас такво нешто немам слушнато. Во денешно време. Зошто е ова така? Значи и на светско ниво имаме некоја мешавина на музики, на некој, не знам на каков стил да го кажам. Не знам ни да го опишам во најголем дел. Важно далеко од овој поп-рок што ми е мене близок, нели? Да. И свирачки, и вокално, и временски, и секако. Дали е во мене проблемот? Ама јас мислам дека има многу што ќе се сложа дека. Да, само знаеш како сега што тука е прашањето од која генерација, ради што точно е Майкл Джексон, да речеме за генерации кои што се 70 родени, тоа е кој би бил денес? Бруно Марс што е денес, па еве. Добро, Бруно Марс, да, Бруно Марс можеме. Ама сега не знам дали можеме да споредиме
Не знам кого да го земам за Па тоа. кој дај од тие кај младинава прави Дуа Липа, да огромен ја споредиме со Майкл Джексон или како кого да го Не споредиме? може, ама и тие днешно се време? револуционери на своето време кои што доправа според мене ќе му иде тежината. За мене нема никаква вредност ради што не сум ги фатил во мој животен зенит кај што ми се оформувал и вкус, ама и нивото на задоволство или најголемото задоволство екстаза на чувствена екстаза, за да можам јас да ги осетам и да ги доживам, па и до некаде да се идентификувам со пораката која што тие ми ја испраќаат дека има аномичност во однос на дело, во смисла безвредностност во дело кај што не се испраќа никоја посебна порака, дека нема музиката различна хармоничност, во смисла да се расширува малку. Затоа потполно се сложувам и мислам дека е целосно така. Арно, за самата популарност, знаеш, ради што пак основоположник, револуционер во поп музикава е Майкл Джексон, а сега револуционер, да речеме, во трап или во дабстеп музика е некој друг кој што не знам да го кажем. Разлика може да е во времето или во нешто друго. Важно јас ги посматрам работите од моје гледиште, а моје гледиште е свирачко, пеачко, односно вокално-инструментално, аранжерски, како сакаш, од тој аспект. Да. Во едново слушам вокал, слушам свирачи, слушам музика, во друго не слушам ништо. Така, секој ги посматра од различен аспект. Осиромашуваме тука. Добро, секогаш имало така во смисла 50 песни што не знам, од 50 песни 48 што не чинат, вешо ќе се пробија или сега е до толку така 50? Не знам, еве ти нагласив некој што мене од поново време, еве да не го заборавам и Роби Вилијамс кој што не е баш од ново време. Еве рековме Бруно Марс, еве рековме Џон Леџенд, еве рековме Адел, еве Coldplay, значи нема. Да. Дека нема никој. Еве Ед Ширан и така натаму, ама како да е криза и како да не може да се споредува. Така звуча сите стари, значи нема да се секираш сите. За сите стари нивното време вика се ова во моје време, ова во моје време, ама не че да е ова дека е во моје време. Пак зборуваме од вокално инструментален аспект. Така, на издржаност. Различно е моето слушање на музика со веројатно вкус и слушање на поголем дел од обичен аудиториум сигурно. Тоа сериозно отвара сериозни прашања од аспект на тоа како човеков кој што се гради врз база на таа музика, во смисла младичов кој што се гради врз база на таа музика, ќе се разградува, односно расформира како каква личност, знаеш, ради што ако мене ми се испреча порака од типо на, не знам, курви, дроги, брз живот, коли, баш така, спото и не знам што се тоа застапено, да. Ма и тоа се зборува, и тоа се кажува. Пораката е таа што ти се испреча тебе, да. Што се кажува е тој што останува некаде. Што од тоа јас ќе примам како линија на живот, знаеш, како психологија на живење. Така е. Тоа сложува. Од местото каде што не гледате, почнува приказната за една од првите пицерии во Прилеп која што трае подолго од 3 децении. Пицата во таверна е приказна која трае подолго од годината во која што сте ја пробале. А во однос на делов кај што бидејќи ми имаш спомнато некојаш претходно дека сте свирали албуми кои што биле пресно излезени. Албуми кои што се пресно излезени не некогаш, туку излегува Сантана 10 песни, за месец дена ти свириш 7 од тој албум. Излегува Енрике Иглесијас 10 песни, од тие 10 за месец дена свириш ти 6-7, па ако сакаш да траеш ти 3-4 пати во изград да свириш години 10, 15, 20, мора да се менуваш, не можеш да го свириш истото цело време. Излегува Здравко Чолич албум, од 10 песни ти 8 свириш по еден месец. Излегува како што излегувале. Кој да е? Дошло да си во тренд, така да се актуелно, јас од оваа перспектива ми потешко сватам. Од аспект на мене ми излега како трибют. Ме разбираш, трибют Queen, трибют Здравко Чолич и сега ти си мора да се менуваш. Мора да се менуваш, значи ти си уствари твој репертоар. Колку си побогат со репертоар и со песни можеш да одговориш и да бидеш поинтересен. Ако свириш ти истото цело време, нормално дека ќе станеш досаден колку и да си добар. Да. Што значи ова подразбира работа, тешка работа. Значи сите тие песни ти треба да ги спремиш, да ги свириш,
дали ќе ги програмираш, дали да ги научиш со лажи да свириш текст, да научиш нели да го донесеш нешто да го пееш. Но бара работа. Значи бара работа, сите има мислење дека ева сви е лесно, не свира, че одиш таму 2 сати, 3 свириш, супер, гледаш луѓе, се забавуваш и така натаму, никој не ги кажува овие другиве. 6-7 сати како и секоја работа што ти треба дома да ги работиш, значи не се само тие 2-3 сати што излегуваш таму да презентираш. Ако сакаш да тераш на ова ниво, пак ќе кажам, не сакам јас да зборувам за нас или за себе, ама мислам дека нивото, жал ми е што е така, но јас и друго ќе ти кажам, не сум ни оптимиста, не сум ни песимиста, не сум ни некој што се фали, не сум ни некој што е лажно скромен. Јас за себе си се сметам за тежок реалиста. И она што го мислам, го кажувам в лице и го кажувам гласно и јасно. Некого тому се бендисува, некого не му се бендисува, небитно. На она ниво на кое што ние сме го презентирале, она што сме го презентирале, на жалост јас не сум го слушнал тоа ден денес. Можда би рекол како некоја група музичка поп-рок што го свири нештото на некое високо ниво, ајде Арија, ја знаеш Арија во Скопје и така јас што сум ги слушал. Ова ниво кое што ние сме го имали, ти да одиш во кафич, излегува Сантана албум и ти да слушаш бенд, замисли се одиш ти во некој кафич, кај што ти го кај што ти ја свира Corazon Espinado и Smooth и не знам цел албум во живо некој бенд да ти го слушат, да ти го свири нешто. Ти се десило тебе такво нешто? Никој. Многу често ми се десило присутните гости да му рече ај појаче ова музика во што ја пушташ. Не. Или на малија музика во што ја пушташ, значи ова како комплимент дека тоа што го слушале звучало како CD да свири. Да, снимено. Значи на многу високо ниво вокално инструментално. На жалост не сум го слушнал јас тоа ниво и до ден денес. Тоа се има врска пасионираност во смисла со која дефинитивно. Да? Посветеност, ти ја учиш, ја слушаш и ја учиш инструмент по инструмент ако програмираш. Значи прво треба да имаш такво уво. После учиш солистичката делница, гитаристот што треба да свири. Учиш клавирската делница што треба солистички да свири. Значи да си шо поблиску до оригиналов, ако сакаш на такво ниво. Значи едно перфекционистичко ниво. За перфекционистичко ниво треба да работиш многу и треба да си талентиран, да. Ти може да имаш желба, ама не можеш да го направиш нешто. Или обратно. Може да можеш, ама не сакаш да работиш. Значи треба да си скомбинирани двете работи во едно. Да. Дефинитивно. Јас веројатно касно го сватив тој однос на музика, сега сваќам што значи толку интензивност и проби се. Па сите викаат дека талент е 10%, а работа е 90%, ама не можеш ти да бидеш во ниедна работа, не можеш да бидеш врвен. Ти можеш, значи, ако си само на работа, а немаш талент, ти ќе бидеш добар, ама нема да бидеш врвен. Исто па уште полошо ако имаш талент 10%, а ништо не работиш, значи ти си талент, има такви во спорт и во музика, вечен талент, ама мрзлив. Не ти се работи, пак не си врв. Значи мора да биде скомбинирани овие 90% со 10%, сега во зависност за која работа зборуваме, нели? Да. За уметност може да е процентот на таленти повисок. А покрај музика, нешто што ги прашувам скоро сите гости, на ниво на баланс, кој ти го кажам вака како животен баланс, како го ускладуваш, нешто ти баш ова ме поврза на тој момент. Во смисла да балансираш не процентуално 10% од време во денеска спортувам, 50% работам, 40% одмарам или како и да е, како гледаш како не како совршенство, туку како и доволен баланс кон идеален баланс. Па не идеален. Во еден ден би требало се да имаш застапено. Нели да имаш време и за работата што ја работиш, да имаш време и за релаксација, да имаш време и за хобито твое, да имаш време и за друга работа што ја работиш, тешко се комбинира работа. Посебно кога ќе почнеш да бидеш професионалец, и ако си професионалец во една работа, која што ти одзема многу време и енергија, она ти што го кажа, немаш ти желба после за забава или за релаксација и така натаму, едноставно си отепан. Тешко е тоа да се балансира, не е лесно. Не можеш да поделиш да ти јас колку сати ќе работам, колку сати ќе свирам, колку сати ќе пливам, колку сати тешко оди баланс. Да. А си го имал како момент чисто во смисла чекај се да се запрам претерав со работа, па малку да поспортувам или не знам да не ги запоставам децава. Го имаш многу често, ама нешто те фајча и те гази. И брзаш ти да го стасаш, Добро би било да можеш
И тука е формулата за среќа веројатно. Добро би било да можеш да направиш баланс еден таков. И да одвоиш за се помалце време. Мислам дека клучот на формулата е да не работиш премногу. Да. Она што ти е главната работа, да не ја работиш премногу за да ти остане време и за ова друго. Ако можеш тука да направиш баланс. Прашање дали можеш тука да направиш баланс. Моментално, на жалост, јас влегувам во групата кај што не можам да направам баланс. На жалост моја. Да. Окупиран си, ајде, кон тој дел малце да се осврниме. Окупиран си со работа во смисла и со обслужување, да речам, на пациенти, со работа на пациенти и дефинитивно, со покрај надоградбите што биле и што се дефинитивно со предавање, со што се како се случи. Дефинитивно дека многу време ми поминува во професионални обврски. Дека си многу работно ангажиран. Јас знам дека што се однесува до мојава главна преокупација моментално и главна струка, значи стоматолошка, знам дека никаде во светот јас имам разговори со колеги наши што работат во Германија, во Австралија, во Канада и така натаму. Ретко кој стоматолог било каде во светот, значи наша е тешка, би ја нарекол тешка и психичка и физичка работа. Значи тешко и физички. Нема врска дали го работиш нешто во соседење или со стоење, работиш во една принудна позиција цело време. Свитка на налево или надесно, колку и да се трудиш да го работиш нешто, значи се оптоваруваш физички. Што значи би требало да работиш, сега се тука многу моменти, би требало да работиш едно 4-5 сати, ти кажав за колеги, максимум 4 дена неделно, за да имаш ти време да одиш да играш тенис, за да имаш време да одиш да пливаш, за да имаш време да се регенерираш, вака се трошиш многу брзо. За да одиш да те масира, значи како врвен спортиста и како да ти опушта мускулатурата од работење од таа принудна положба, што значи со работење по 8, 10, 12, 15 сати дневно ти се трошиш поише од колку што е потребно. Како и да работиш, дали со седење или со стоење, ако стоиш ги трошиш колената и колкоите, ако седиш ја трошиш кичмата и вратната кичма, така да нешто мора да те боли, што значи би требало помалку да работиш. И сега идеме тука до главниот проблем. Главниот проблем е од финансиски аспект гледано. Значи лесно е тоа да го речиш така во Германија, во Швајцарија и во Америка и во Канада, кај што знаеме колку тоа кошта и колку тоа се цени, и сега да споредуваме нивната средина и да споредуваме нашата средина. Она што не можеш да го постигнеш со цена, ти треба да го постигнеш со квантитет во работа, во работни сати. И многу малку ти останува време за себе си, многу малку време за релаксација, многу малце време за спорт, многу малку време за регенерација, на жалост. И сега тука постои друго едно нешто. Сите нели ние имаме своји роднини, пријатели, другари. Секако на некој од нив нешто во моментот му фали. И сега ти како професионалец и како добар другар и пријател и роднина на сите овие, секогаш има по некој таков кој што ти е екстра од работното време, на кој што ти сакаш да му завршиш работа. Надвор од твоето работно време. Немаш време во работно време. Значи ова не е нешто што може да чека ти кој че имаш болка, тебе те боли, не можеш да дојдеш ти по еден месец, во моите 4-5 сати јас ќе ги работам тој ден. А секој ден има по еден или по 20 сати. Така да, дали ти е другар, дали ти е пријател, дали ти е роднина, дали ти е било кој не ти е ништо, ама сакаш да му помогнеш во моментот човекот го боли, ти си закажан комплетно во твоите 8 сати и никогаш ти 8 сати не се 8 сати, се 10, 12, 14, 15 и тоа е голем проблем. Да, тоа бара и издржливост, ама и доследност, значи не знам, јас така гледам на тој. Дали стоматологија гледаш како наука или како занает? И едното и другото. И тешка наука и тежок занает. Од кој аспект наука, од кој аспект занает? Занает од аспект дека мора ти да имаш нешто што го дава Господ. Значи ти можеш да научиш нешто, исто како и со музика. Ама она што ти го дал Господ, во случајот стоматологија е уметност. Ако немаш ти уметнички афинитети, не можеш да бидеш ти врвен и не можеш да бидеш најдобар. Па макар и во ера на дигитална стоматологија, кај што голем дел од работата, значи ја брка и компјутерот, ја брка и скенерот, ја брка и дребанго и така натаму, ама пак си ти тој
што одлучуваш и што ја водиш работата. Се уште не сме дојдени робот да ни ја превземи работата, тоа би било добро, би работеле нешто друго. Значи сепак е човечкиот фактор има многу битен момент, да. Сега не можеш од занаетчиски аспект само да гледаш, тука има цела анатомија, цела физиологија, тука има цел медицински факултет, значи мора ти да бидеш претходно подкован. Порано, нели, ти знаеш дека берберите ваделе заби или оние што ги гледаме на видео таму во Индија, на улица седна ти вади, значи не можеш да одиш ти на тоа ниво. Конкретно, моментално не можеш да одиш, пошто има таква страшна еволуција на скенери, на 3D принтери, на 3D режачи и така натаму, значи со крупни чекори напред и не само наука, како наука медицинска и занаетчиска, туку плюс и технолошка и компјутерџиска, ако сакаш. Значи многу работи во едно. Склоп. Многу голем, софистициран склоп и многу скап спорт. Ако сакаш да бидеш ти врвен, спорт кој постојано се менува. А спортов што се менува, зборуваме значи за големи цифри. Ти сакаш да работиш како во Швајцарија, сакам да работам пломба под микроскоп, 25.000, 30.000 евра микроскоп, добро. Сакаш ти состојба да видиш професионално, да одлучиш без разлика дали зборуваш за естетика или зборуваш за имплантологија или зборуваш за нешто, значи тебе ти треба 3D снимка. 3D снимка, 3D снимач, 40, 50, 60, 80.000 евра. Ти сакаш, не сакам да земам отисок, сакам јас да скенирам со скенер и сакам заби за 2 сати. Да, скенеро, дребам го таму кај што оставаш блокчето и печката 100.000 евра. Значи зборуваме за страшни, за сериозни цифри. Значи ние зборуваме за сериозни цифри и ако сакаш ти ова нешто да го пратиш, треба да ги изваеш тие пари што ти ги кажав, па за да го пратиш. Тоа кај да спалко е малку тешко. Да, ти цело време претураме од шупливо во празно и ова кај нас оде малку тешко, меѓутоа ако си заљубен во работата што ја работиш, фала Богу, мене се уште ме држи. Мене се уште ме држи, тоа пациентите го приметува кај мене. Се уште ме радува секоја една работа што ќе ја направам. И тоа луѓето го гледа и го може да го осети. Исто како што и музички го осетувале она, тоа што му го сервираш, дека си се потрудил ти нешто да го изведиш, да го направиш. Ти како пејач точно знаеш како пеа. Јас го пеам ова, тој тоналитет. Друго е да го пееш ти од овде, друго е 2 тона подолу. Публиката тој што разбира го може да го осети ова. Исто и во ова работа. Гледа тој дека јас се трудам да бидам јас, на сите му го кажувам секогаш истото. Јас не се такмичам со никого. И многу ми е смешно ова кога ќе слушнам реклама, слушате сите вие реклами. Ние правиме најубави пломби, ние безболно ова правиме, ние вака најдобри материјали, ние сме најдобри. Тебе ќе ти биде може интересно, јас немам визит карта се уште. Немам никаква реклама, не тврдам дека сум управо, него кој е тој критериум кој што ти во рекламава го назначуваш дека ти си тој што е најдобар, кој ти сам себе си се крстуваш дека си најдобар, дека со најдобри материјали работиш, дека ти си сам за себе си кажуваш јас сум најарен, така. И секогаш ми било водилка, значи јас не се такмичам и не коментирам и не кажам за никој, јас се такмичам со самиот себе си. Како да бидам подобар, најдобар што можам и како да бидам подобар од самиот себе си. Така. Не ме интересира дали некој нормално гледаш ти видео, гледаш, сакаш да бидиш, да достигнеш некое врвно ниво и се трудиш тоа да го направиш, некојаш ти успева, некојаш не ти успева. Фала Богу, во поголем дел од работите ми успева, ама сакам да кажам, пациентите може да го осетат тоа. Дека ти имаш, како на македонски, passion, страст. Значи имаш пасија, имаш страст за да го правиш нешто. Фала Богу, се уште ме држи нештото и се уште ме радува и најситна работа што ќе ја направам добра. Така да... Да, те разбирам. Тој традиционален начин би го рекол, ради што и јас се водам од него, нешто многу е позгодно кој ќе од уста на уста, кој ќе мене во твоја ситуација пациентов прошири, во моја ситуација клиентов, ние така ги викаме, клиентов пренеси задоволство, па на друг да му кажеш дека сум задоволен од психолошка услуга, па тој да го препорачаш, ради што викаш реклама до некаде ем само фалење, ем е само првичниот момент, дури да дојде и после сето друго е другото. Не тврдам јас дека сум во право. Ако сум бил јас во право, немало Кока-кола и Пепси 1/3 од годишниот приход да дава за реклама, што не знаеме јас и ти кој е Кока-кола или Пепси. Да, ама тоа е само за да дојдам јас до нешто. Знаеш, тоа е само првичниот, тоа е како локација, локатор да става само до Пепсиов. После текот кој ќе го отвориме, кој ќе се напијам, тогаш е вкусо
чувството што да, може понекогаш и да се залажиме ние дека како и да е, исто ова со рекламирање, исто не прифаќам дека има и таков невистав. Се рекламира она што не вреди. Тој што вреди не се рекламира. Вистината е секогаш на средина, не би рекол дека не дека сум ти кажа во право, дека не треба ни визит карта да имаш и дека не треба тук таму по некоја реклама, стварно би имало што да се рекламира, ама едноставно не сум таков тип. Не сум тип што се нафрла, не сум тип што инсистира. Не сум тип што се фали сам многу, она како што го кажа, ти работата сама по себе може да е потешкиот и подолгиот пат, од човек на човек, од пациент на пациент, ама дефинитивно е по стабилен и појак и едноставно не сум ни осетил потреба дека има нешто потреба да се рекламира. Да, и тоа е. Апсолутно немам потреба никако да се рекламирам, така да. Како што ти кажав, еден од ретките кој што нема Facebook и нема Instagram, не дека јас сум напротив, не дека сум испеđe дека сум асоцијален тип, него едноставно имам Viber, имам мејл, имам YouTube, имам она што ми треба мене, имам интернет, така да кој што сака да комуницира, може да комуницира и на овие начини. Едноставно немам време да гледам кој кај бил на летување, кој какви компири купил од напазар, кој мислам со такви работи да се занимавам, едноставно. Пак не тврдам дека јас сум во право. Ова е ново време, нови генерации кои што комуницираат така се продава, така се прави маркетинг. Секој на некој свој начин бира како да се презентира себе си и својата работа и така. Пак викам, не тврдам дека јас сум во право. Едноставно немам време да се занимавам со она што другите го живеа и со нешто со несуштински работи. Јас се трудам и се занимавам и гледам да сум подобар од самиот себе си. И се надпреварувам со самиот себе си. А оној што сака да комуницира, во секој време вратата е отворена, може да дојде, може да седне и да се видиме и да правиме old fashion way или old school. Значи можеме и по телефон да си направиме уговет, не мора да ти пишувам порака, можам да ти се јавам, нели? Да, и тоа е од врската, конекцијата. Не мора да ти пишувам. Поедноставно ми е да ти се јавам на телефон и да направиме уговет. Барем мене. Дали според тебе како стоматолози сте доволно респектирани? Интересно прашање. Се менува работите и тук. Од еден, значи се сменил систем. Од еден социјалистичко-комунистички, кој што познат како бате систем, бате сврши работа. Јас сум бил присутен и на тие, односно сум живеел доста години сум на земјава присутен, значи сум живеел и во двата системи, и во социјалистичко-комунистички, и во квази капитализам, и во капитализам кој што одиме и стремиме, на жалост или на радост, кој како. Значи во едниот систем беше многу интересен како систем. Докторе, фала докторе, завршуваш работа и имаш нели пријател од различни профили. Од на бензинска пумпа, од пилјар, од каса, од она и така натаму, ти ми му бркаш работа, тие тебе ти дава полго месо и полго овошје и ти тура бензин кој че нема и така натаму. Значи, преку некое време, сегашно, во тоа време, нели не се плаќаше здравството. И беше сега имаш еден квантен скок од здравство кое што не се плаќа, кое што е бесплатно, во здравство, како што ова што ти зборувам јас, кај што ти високи цифри, огромни, стотици илјадици евра, треба да вложиш за да бидеш врвен. Да. И се јас од една страна ги разбирам и луѓе кои што живееле во таков систем, кај што нештото било бесплатно. Од друга страна, го разбирам и Жан Митрев. Човекот инвестирал 20-30 милиони, 40 милиони евра во таа болница. Работа таму луѓе на кои што треба му се дај плата, на кои што треба и јас имам и вработен и така натаму. Значи ти треба да финансиски да го наплатиш она што го работиш. Ама тука има една многу битна компонента, има една Хипократова заклетва и има една хумана нишка. Која што хумана нишка мора да ја запазиш ти. Ти си дал Хипократова заклетва дека ќе помогнеш на сите, дека ќе направиш, дека ќе се потрудиш најдобро да направиш она што треба, да му помогнеш на секој што е болен и така натаму. Сега нештото дали се цени или не се цени, се менува работите полека. Значи нештото на што го работиш мораш ти да го наплатиш.
Не можеш, ти треба да имаш, значи, друг извор. Треба да имаш богат татко или богат маж или богата жена или ова што би те финансирала за ти да можеш да си играш доктори или стоматолог во случај. Да. Значи не можеш ти да бараш врвна услуга, бараш ти врвна услуга, а нешто да биде бесплатно. Не може да биде бесплатно. Ама сепак треба да има некоја хумана компонента. Значи не можеш ти пациентот да го гледаш пари. Не можеш ти нештото, никогаш не би си го дозволил нештото на себе си да му направам нешто на некого што не би сакал мене да ми направи. Значи зошто да го излагаш на некои непотребни трошоци, ако нема потреба да го излагаш на некои непотребни трошоци. Јасно. Што значи ако дојде пациентот со снимка, никогаш нема да му речам јас, ај сега мојот апарат е поубав, јас да те снимам за да извлечам некоја финансиска корист или бенефит. Значи во секој случај треба да имаш хумана компонента. Дали доволно се цени? Мислам дека не. А ќе ти кажам и зошто, од финансиски аспект. Сега не сакам да звучам безвезно малце, да клавам други занимања, нема да ги нагласам кои се занимања, мислам јас сите професии ги почитувам и сите луѓе што работа пред се ги почитувам, без разлика кој е и што е. Конкретно, значи не може некоја работа што се повторува секој месец, нема да нагласувам која е работа, и по цена на коштање да биде исто со твојава работа, која што е тешка психофизичка работа, со огромен материјален трошок, а финансиски да кошта исто. И она што е најголема разлика, нешто во едно ти го правиш секој месец, а овде нешто треба нешто што ти е направено да траи 10 години, 15 најдобро до живот. Значи не можеш да споредуваш баби и жаби. Да. Што значи финансиски ценава на коштање на едново и на друга се тука. Овде имаш стотици илјадици евра инвестиција, имаш 10-15 години училиште плюс, да кошта едно и друго слично. Тие работи не главаме на тежа, знаеш. Предиш овие некои работи што се гледа. Знаеш, се гледа дека микрофонов кошта толку, дека опремава кошта толку, дека ова е толку, онолку, ме разбираш. А кај тука дека, не знам, самата едукација кошта толку и плюс се изде колку време. Стотици илјадици. Доживотно едукација, доживотно инвестирање, конкретно зборувам за наша струка. Ако сакаш да бидеш она што треба да бидеш. Да. Ако сакаш да бидеш тоа што треба да бидеш. Односно да се стремиш да бидеш врвен. Ако сакаш да си просечен на ниво на тие во Индија што се на улица, окей. Ама ако сакаш да бидеш ова, значи тоа е дел од адаптацијата што дека мораш да се прилагодиш и дека во заклучно со ова што кажа, нека луѓето тешко се навикнуваме на промените, конкретно од социјализмот, дека без пари здравството, кон дека се менува и дека мора да се менува и неопходно ти кошта самиот алат кој што се обезбедува и тоа екстремно многу. Знаеш како лесно се менува нештото? Се менува лесно со пациентите што идат од Америка, од Германија, од Швајцарија, од Австралија, да видиш како се менува. И како се знае да се цени, и како и мене не ме јасно како нештото што кошта, значи нешто што кошта во Австралија, да речеме, или во Америка $2000, како нешто би требало кај нас да кошта $20. Не ми јасно. Или 200 некас. Значи нешто може да биде еднаш поскапо, може да биде 2 пати поскапо, 5 пати, ама не може да биде 100 пати поскапо или во случај кај нас 100 пати поевтино. Значи тешко е и мислам дека тие што го цена, најмногу го цена, затоа ти ги кажав овие нашиве сонародници кои што живеат во странство. И нели сите добро знаеме кој ќе дојде овде. Може да направи споредба. Кој ќе дојде овде, нели одма имаш козметичар, фризер, стоматолог, доктор и така натаму, затоа што е многу поевтино. Да. На жалост тоа не е случај со електричната струја, на жалост не е случај со телефонските услуги, на жалост не е случај со нафта и со гориво, на жалост не е случај со цените на автомобили или музички инструменти или било што сакаш кој што кај нас се исти и поскапи од тие што се во Америка и во Австралија. Знаеш? Како можеме ние да платиме поскапа струја, поскап телефон, поскапа нафта од американецов овој, а ценава на наша услуга да е 100 пати поевтина од ценава на американскиот колега. Има некој недореченост. Баш тие се недоречености. Така да од аспект на ценење би требало многу да се цени, она што во наши услови ние можеме да го пружиме на нашите пациенти за таа финансиска надокнада за таа сума.
А и покрај тоа се задржи хуманоста, што викаш, што е главна Обавезно, обавезно. И која што не е само од момент на крутазија дека ти не го одбиваш пациентов, туку дека стварно некојаш е неопходно да биде така. Јас ти ја кажав мојата девиза. Мора да има хумана нишка во нештото. И никогаш, моето размислување ова, никогаш не би му направил на никој пациент она што не би сакал да ми го направи мене, кога јас би бил пациент. Да. И таа ми е некоја девиза во животот. Нешто е голема порака, јас се сеќам. Мислам дека е. Да. Со еден мигрант што работев, нема да кажам од која држава, и него му има ампутирана нога ради што го прегазило воз во Гевгелија, и беше моментов кај што тој му кажал на доктора, прави ми го тоа што би му го правил на своје дете. Ете видиш, ова е порака. Знаеш, се тука е моментот што добро, него морало тоа да се случи да биде така, ама тој во позиција на ранливост не го сфатил тој момент, дека ете на некој ниво, да, тоа е пак и тој момент кој што во сите религии истакнат дека не правиме го на другиот, што не сакаш да ти го прави тоа тема. Немој да правиш зло, барем немој да правиш намерно. Секој кој што работи може да сгреши, некогаш ќе ти успее, некогаш нема толку да ти успее. Секој што работи, нели? Да. Има мисла, кој што работи може и да сгреши. Тој што не работи, кој не греши, тој што не работи. Ама немој намерно да грешиш. Да, и во секоја професија смислам дека може да има хуманост, знаеш, само тоа што така не знам, Ванако ќе го одстапи просторов овде за да снимаме како млади ентузијасти, со тоа што Јосиф ќе ги донеси сите апарати и светла за да снимаме одвој од неговото време, со тоа што Љупче ќе ги донеси микрофоните и ќе седи овде цел ден. Значи тоа е време кое што е хуманост и е поддршка на некој начин. И јас мислам, не знам, тоа многу апелирам дека секоја професија кој човек што и да работи од дома онлайн да работи, дека мора да има некој хуман одлив, ради што така се надоградува себе си и гледа дека е поголем човек од тоа што навистина е. Треба да се трудиш да бидеш добар човек. Многу кратко време сме ние присутни на земјава во нашиот живот и во рамките на своите можности, мојата порака е дека треба да се трудиш да бидеш добар човек. Дури кој ќе не ти оди. Дури кој ќе не ти оди. Да. Во однос на професионални деформации, јас знам, силам прилика по сестра ми дека таа гледа се низ призмата на забите, ама дека ги гледа како, знаеш, прво човекот го гледа в заби. И сега, јас многу често ми се случува да не можам да му објаснам на познаници кои што се запознаваме или на девојки со кои што почнувам врска, дека не ги анализирам. Како ти гледаш на тоа нешто? Јас кога ќе дојдам во ординација кај мислам дека гледаш во тоа дека Кецов ми е скршен на фудбал во трето одделение и дека ми е лепен или дека сега ми е пократок во однос на другиот Кец. Па добро, секоја професија си има своја професионална деформација. Чевлар веројатно би те гледал во чевлите. Да. Дали ти се чисти, дали имаш џончо не излежан. Стоматолог те гледава, бербер веројатно те гледа фризурата од кога не си стрижен. Да. Секоја професија си носи своја професионална деформација. А не се трудиш да не го пречат. Јас пред се долго време и покрај тоа што сум млад во професија, да речам, се трудам да ништо не анализирам од аспект на како што ни класично земено, дека анализираме од типот на проверуваме, па чекај ова како е, па чекај што е. Туку едноставно самата релација го издава тоа нешто и станало рутина, не се оптеретувам сам да кажам со тоа, нити па пробувам да оптеретам некого. Не се оптеретувам до толку. Дека мислам те гледам само во забите, не, сепак како те гледам како целина. Е сега нормално дека јас од професионален аспект гледам работи што некој обичен, нема да ги примети на твоите заби, што јас ќе ги приметам, ама добро. Не до толку дека сум фокусиран да те гледам во забите конкретно. Не. Аха, так. Уролог што А гинеколог? Добро. Океј. Јас мислам дека убаво си поразговаравме колку да сатов. Ние може со тебе многу да си разговараме. Да. Ти си спортиста, и музичар, и уметник, и писател, и психолог, и интелектуалец, така да имаме ние многу теми на кои што можеме да си разговараме јас ти. Дали имаш нешто што ти сакаш вака да го споделиш, не си го кажал досега, било што да е
Не мора да е приватно, туку како на ниво на... Па не знам, многу работи би имало на кои што би можеле да правиме. Многу работи. Мислам дека ние како држава би можеле да бидеме Швајцарија. И дека не ни се потребни да дојде некој од Германија или некој од Холандија да ми каже како треба да живеам или што треба да правам. Мислам дека сме доволно способни самите. И дека живееме на ова парче земја овде кое што Бог го дарувал со многу работи, со плодна земја, со убава клима, со многу сонце. Во денешно време мислам дека треба да произведуваме храна и енергија. И дека сме апсолутно самодржливи. На жалост ситуацијата е ваква како што е ваква. Друго што би сакал да споделам, значи треба да работиш за било која работа. И друго исто што сакам да споделам, да си фраер, ама фраер со подлога, со причина. Ова што ти го кажав тебе. Ти си човек што се занимаваш со спорт, ти си човек што си писател, ти си човек што зборуваш странски јазик, ти си човек што си интелектуалец, значи ти си фраер со и човек што работи. Една или две работи. Значи јас почитувам такви фраери, фраери со подлога и со причини. Сега, знам јас и лоши зборови да употребувам, ајде употребам поблаг, фраери тиквари, ама има сега е време на фраери тиквари многу, на жалост. И затоа сме во ова ситуација во која што сме. Мислам дека треба да работиш. 30 години работам, 2 работи, 3 работи истовремено. 30 кусуро години уназад. Ништо не ми дошло така, за секое нешто што го имам, сум го сработил и сум го заработил. И мислам дека можеме да бидеме Швајцарија, дека не ми е потребен мене некој од Англија да дојде или од Германија да ми каже како треба јас и што треба да правам за да живеам. Да. Мислам дека како држава треба да произведуваме храна и енергија. Да се пренасочиме само на тоа и... Не да се пренасочиме на тоа. Ти викаш туристи во Охрид, имаме Охрид, а не си направил пат. По кој пат ќе ги однесиш ти туристи во Охрид? По патот што се гради 10 години таму преку Западна Македонија или овде преку Битола таму кај тунела? По кој пат ќе ги однесиш туристи во Охрид? Мислам дека една држава треба да инвестира во енергетика и во инфраструктура. И дека не треба да инвестира во глупости. Се почнува приказката од инфраструктура, инфраструктура се патишта и енергетика, сега е време на енергетика. На обновливи извори за енергија, која што ние имаме во изобилие, и дека треба не можеме ние да увезуваме домати од Турција и лук од Кина. А нашето да ни останува, или жито, или било како. Значи ние можеме да бидеме Швајцарија, само не сум тип што се занимава со политика и не сакам да се, и не ме интересира. Никогаш? Никогаш не сум занимавал со политика, апсолутно не ме интересира, него ова како некој мој согледување на сегашните состојби. Па значања, знаеш, да се дај само перспектива на гледиште од искуство. Ова е мојата перспектива на гледиште. Не можеш ти да продаваш електростопанство, да продаваш рафинерија, да продаваш води, да продаваш инфраструктура. Значи, инфраструктура треба да направиш. За да биде онака како што треба да биде. Сите други работи ќе си дојда сами. Ако имаш ти инфраструктура, туристите сами ќе си дојда во Охрид таму кај што треба, нели? Ако имаш што да понудиш. Да. Ако имаш енергија, не мора да увезуваш ти одстрана и да зависиш од овие околниве наши држави лешинари кои што ту ценува на секој чекор. Да. Ако имаш твоја храна, не зависиш ти од некој друг. Значи, ако си добар, и ако си јак, и ако си работлив, сите те сака. Ако си слаб, мал, никаков, на никого не му одговараш. Почнуваш да се молиш. Друго, може би почнал да се занимавам, да ти кажам, не можам да се занимавам, јас сум премногу искрен и премногу директен за да се занимавам со политика, али дефинитивно нешто не поднесувам нечистотија, не поднесувам неред и не поднесувам фрлање на џубре. Дефинитивно, кога би бил некој закон или некоја власт, најсурово би ги казнувал сите овие што. Мене ми се смеа многу често, јас одам по улици и собирам џубре. Не дека нешто као, него едноставно ме тера нешто, не можам да гледам растурено. Можда е тоа добро за моја професија. Значи што сум таков. Али пак тоа е државотворност, знаеш, тоа е државотворност дека концептите на државата се града во голема мера на државата како заедница.
се града врз позицијата и врз верувањата и вредностите на личности кои што не го делегирале тоа, туку го поставиле како вредност. Како вредност и како принцип. Зошто овај нашиот што живее во Германија или во Америка или во Словенија не фрла џубре таму, а овде иди и фрла џубре? Зошто направен проект? Не е битно кој го направил, која власт го направила, дали проект Езеро или проект Маркови кули, одиш ти на Маркови кули, зошто да ги откорниш клупите? Или оне Летниковац, или тие патоказите Маркови кули, буквите да ги откорниш, зошто? Тие се неодговорени прашања, стварно. Зошто на Езеро одиш ти депонија? На најлони депонија, на џубре депонија, на влажни марамици, на хартија. Што ти е проблемот тебе? Одиш таму ти на излет, сакам да ми е чисто, сакам да ми е пријатно, сето џубре што си го направил го собираш, си го земаш со тебе, го селектираш и го фрлаш. Што ти е проблем? Еден најлон џубре да ставиш в кола, ево. Да. Зошто да палиш шуми? Зошто да одиш да сечиш дрва, исто сурова, најсурова казна? Она што треба години за да се направи една шума, за да се направи едно зеленило, ти одиш да го сечиш и ти замижуваш на тој, поминуваш преко. И многу еден куп работи. Да. Вероятно. Значи ова од општествени размислувања, да речам општественото живење, кое што мислам дека би требало да се подобри. Сега дали треба да се воведа ригорозни сурови казни за да влези во менталниот склоп на човекот дека ова треба да биде така? Од ја ти кажав пример, зошто ова истиот во Словенија не фрлели во Германија? На ниво на работа според мене, знаеш како? На ниво на работа, општествено корисна дрва, на општествено корисна работа. Дрва 10 дена од сабајле до вечер. Така, не затвор за да го раниш ти и јас. Така. Да. Од ова перспектива, која е пораката која што би испратил потенцијално на твоите правнуци, која што би ја отвориле по 100 години? Порака дека мора да работиш. Веројатно добро би било вака, можда сите вика дека едни има што вика дека подобро е да заработиш нештото, други вика дека подобро е некој да ти дај на готово, а ти да го трошиш. Пораката моја е дека која работа да ја работиш, за да бидиш врвен во некоја работа мораш да работиш многу. Добро би било да си престолонаследник, нажалост јас и ти не сме престолонаследници. Па да одиме во лов на лисици да играме поло и така сигурно е добро нешто. Ама немаме така среќа. Дали би имале потреба од ваков мовет прер ако би биле престолонаследници, што мислиш? Па не знам. За лов на лисици или за играње на поло и крикет. Не, дали би биле различен темата на разговор. Па сигурно каков костум си носел на таа прослава. Каков кој си јавал на таа. Или каква лисица си уловил на тој лов, сигурно. Да. Секој сталеж има свој теми на разговор, дефинитивно. Да. Океј. Јас мислам дека убаво се помобетивме за пред камера. Да. Така што, фала ти што ни дојде, фала ти што помобетивме, фала ти што отворивме теми кои што се значајни за секој тип на младина без разлика на нивната идентификација и за секој човек, кои што се одбележија на сечие живење, по мене и значајни нишки од спорт, музика, професија и хуманост. Па доста области опфативме, мислечи. Фала на поканата. Ми беше многу пријатно да разговарам со тебе. Како и секош, така да се надам дека ќе имаме и друга прилика. Да, сигурно. Со добро, живели. Живели.